почетокот на постапката за издавање на општински обврзници. Таа беше како прва точка денеска на седмицата на дневниот ред. Градоначалникот со своје експозе објасни зошто е потребата за повлекување на еден ваков чекор. Еве, оваа прилика е корисна, би сакал да ги информирам граѓаните дека на ваков чекор се одлучивме како совет и како локална администрација предводена од градоначалникот Борче Овчевски да се почне постапка за издавање на општински обврзници. Со оваа одлука која што денеска советот ја донесе, се почнува постапка со која што низ сите филтри, низ сите надлежни институции би се преследувале информации за солвентноста на буџетот на општина Прилеп и со која што постапка ќе побараме емисија на градски обврзници во висина од 5 милиони евра. За оваа сума на средства се предвидени да се изработат 3 клучни проекти, оние проекти кои што како владеачко мнозинство и како градоначалник ги предвидовме во нашата предизборна програма, но со оглед на околностите во кои што ги поминавме овие година и неколку месеци на власт, овде во општина Прилеп, сметаме дека е ова единствениот извор на финансирање со кое што би можеле да ги завршиме овие проекти кои што ги дадовме како ветување пред нашите сограѓани. Во одлуката се поместени, како што ви кажав, 3 проекти, тоа е кружниот тек за изведба на градската река на мостот во Табана, понатаму пробивање и целосно конструирање на улицата Победа, која што би значила една важна артерија за поврзување на тој дел од градот и влезот од Македонски брод. Како што спомнав, тие се 3 проекти, сериозни, капитални, кои што би значеле одлична функционалност би имале и би значеле олеснување на пристапот, односно на секојдневниот живот на нашите граѓани. Ова е само почетна иницијатива, советот даде зелено светло и општината и општинската администрација во следниот период ќе треба сериозно да поработат, да ги спремат сите пропратни документи согласно законот за издавање на вакви обврзници. Тие се од прилика 17 точки кои што треба да бидат задоволени и конечно по извесен период очекуваме да стигне до владата и таа конечно да даде одлука дали ќе одобри емисија на вакви обврзници или хартија од вредност кои што би биле пуштени на пазарот за хартија од вредност и со кои што општината треба да приходува средства со кои би се изработиле, односно би се завршиле овие проекти. Според досегашното искуство од неколку општини кои што овој пат го почнаа минатата година, би ја спомнал тука општина Штип, сметаме дека некаде околу 5 до 6 месеци за да стигне до владата, меѓутоа негативно е искуството од општина Штип, таму не беше дадено зелено светло, односно владата не даде позитивно мислење за реализација на овој проект, односно за емисија на хартија од вредност што ги издаваат општините. Ова е пракса која што во нашите соседни, а особено во европските земји е сериозно третирана и ја има. Еве соседна Бугарија почната со овој процес уште од 90-тите години на минатиот век и има позитивни искуства. Се одлучивме на ваков чекор затоа што во моментов на пазарот за пари, односно во банкарскиот систем, ова е најповолното решение за обезбедување на алтернативни извори на финансирање на општините. Каматните стапки се најниски по однос на ова прашање и сметаме дека тоа е вистинскиот чекор. Беше поставено прашањето за начините на враќање ако биде одобрена оваа општинска обврзница. Имаме грес период од 7 години, во тие 7 години би се исплаќала само каматата по однос на обврзниците кои што ќе бидат издадени, а додека во последната година, во 7-та година, ќе биде исплатен главниот долг. Се надеваме, односно оптимистичко размислување дека веќе имаме позитивен тренд на собирање на сериозни приходи во општина Прилеп во после последнава година. Секторот за урбанизам почна да функционира на некој начин и сметаме дека преку такви активности од градежни компании, од граѓани ќе се соберат одреден број на средства и мислам дека нема да биде проблем сервисирањето на, односно отплаќањето на долгот што значи обврзница од градот. Треба да имаме во предвид дека сегашната опозиција до пред известно време, односно до пред неполна година и пол беа власт овде, ја практикуваа власта во локалната самоуправа и ја оставија локалната самоуправа во една сериозна финансиска незавидна ситуација. При преземањето на власта во ноември, крајот на октомври и почетокот на ноември, направија анализа и таа сума беше некаде околу 292 милиони денари во долгови. Од тие причини, а и со промените на законите за финансирање и буџетирање на локалните самоуправи,
се скрати уште една можност. Оваа година се очекуваат сериозни приливи во буџетот, меѓутоа буџетот за 2023 година беше формиран врз основа на работењето на претходната локална власт, односно за работењето или буџетите за 2019, 2020 и 2021 година, кои што беа исклучително слаби по однос на реализација на буџетот. Сметаме дека како општина Прилеп и со богатството кое што го имаме природно, неисцрпно, дека може да се случи во наредниот период, бидејќи како локална самоуправа имаме сериозна дипломатска активност, дека може да се случи да се отворат да се дадат нови концесии за ископување и за вадење на минерални суровини, како што беше случај во претходен мандат, и сериозни средства да се слеат во општинскиот буџет, со тоа што би можело рокот за отплаќање на оваа оврзница, ако биде дозволено од Министерството и од владата, да се сервисира многу порано од оној рок што е предвиден согласно овој план за развој, односно за емисија на овие хартии од вредност.